Почитуван колега Джафери, почитуван технички премиер, жал ми е што вака во 3:30 во ноќта разговараме за тема за која не знам дали би се разговарало во нормален парламент во европска држава, во било која европска држава, во семејството во кое ние сакаме да влеземе, во овој период од ноќта не се одржуваат седници од се. Значи, од се. Ако има елементарна непогода, а знаете што е под елементарна непогода во државата. Значи, пожари, земјотреси, епидемија, поплава и така натаму. Значи, елементарна непогода. А немаме елементарна непогода. Ако има загрозување на територијалниот интегритет и суверенитет на државата, нема таква работа. Можеме во овој период од ноќта да се состанеме и можда мораше да се состанеме кога имаше проблеми на Блискиот Исток и да видиме што со животите на нашите војници, дали се загрозени или не. Значи, тоа ќе беа оправдани причини за состанување на македонскиот парламент. Но, еве, сега не го зедов со себе Уставот, уште еднаш да ви го прочитам членот 9, да видите дека со членот 9 е дефинирано едно општество за сите. Значи, во Уставот е дефинирано дека секоја влада во Република Македонија е должна да гради едно општество за сите. Независно од верска, полова, религијска и не знам која друга припадност, значи едно општество за сите, по Устав сме. Но, што ни се случува нас? Морам да ве прашам неколку работи. Дали е важно што зборувала министерката кога излегувала на прес-конференција пред таблата за која вие ја осудувате? Дали зборувала вистина или лага? Тоа е важно. Министерката кој ќе излезе, гледаат сите што зборува и дали има аргументи или ако лажела, ако не кажувала како што треба, можете да зборувате за нејзина одговорност. Дали направила злоупотреба на пари или на функцијата за лична корист? Дали министерката направила нешто така? Дали не работела во интерес на граѓаните на Република Македонија, кои секојдневно се среќаваат со проблеми во остварувањето на нивните права, нарочито во тоа министерство, скоро сите се опфатени. Значи, дали не работел? Тоа се причини за кои можете да побарате нејзина оставка. Значи, тоа се легитимни причини и за тоа е нејзината работа. За таблата одговорна е службата за општи и заеднички работи на Република Македонија. Значи, за таблите и сите работи во министерствата е одговорна службата за заеднички работи во владата. Што сега вие со ова ќе направите? Знаете како човек станува херој? Само ако невин го осудуват. Значи, сите што ги знаете како херои, станале херои само заради тоа што биле невини осудени. Значи, невин си те осудили. А си бил обичен човек, за обични работи си се борел. Си ја работел својата работа, си ја сакал својата држава. Невин го осудувате. Знаете, за Рашела Мизраки, баш понатаму ќе слушате и ќе речете, јас помогнав да стане херој.
Така мислам. По известно време, гледајте по 4-5 години, како сите ќе го разберат. Така ќе го разберат. Не сгрешил. Таблата, одговорен си е таму кој ви е директор на службата за општи и заеднички работи. Тој си е одговорен, нека ја смени, нека ја преправи, а министерката не е ни должна пред таа табла да излезе. Може и пред министерството да излезе кај сака и да даде изјава или во некоја друга институција. Дали ова единствена причина, знаете што е, по мое, во овој момент да се разговара во македонскиот парламент за ваква работа е македонскиот синдром на самоуништување. Значи, ова на тоа ме потсеќа. Македонскиот синдром на самоуништување. Зар сега во 4 сатот да разговараме за таблата пред која министерката Рашела Миздраки зборувала за проблемите на граѓаните во Република Македонија и за сите работи што и се дадени со устав во незиното министерство. Тоа е тоа, но еве, нас мора се да ни се случи во Република Македонија. Дали не е подобро владата на Република Македонија во овој момент да размисли за една многу важна работа, а тоа е последиците по автомобилската индустрија во Република Македонија. Знаете, скоро сите странски инвестиции се од областа на автомобилската индустрија, кој има проблеми со извозот на делови и готови автомобили во Кина и снабдување на резервни делови. Дел од странските инвестиции имаат уште сега проблеми со набавка на резервни делови и побарувачка на нивните производи. Знаете, има огромни проблеми за кои треба да се разговара. Зошто за таблата? Зошто за невин министер да разговараме сега и сте одлучиле да ја замените? Нема образложение друго. Така го разбирам. Се друго можев да ве разберам, но ова не можем да го разберам. И најважното, значи, секогаш, кога си на власт, треба да пазиш како се однесуваш. Кога си власт. А кога си опозиција, само едно треба пазиш. Никогаш не критикувај човек што е поспособен од тебе, постручен, поработлив, затоа што кога ќе дојдеш на власт, не можеш да бидеш како него. Јас верувам дека вие сте помлад човек од мене, ќе осватите ова добронамерно, ќе осватите ова, ако не сега, ви кажев, ќе осватите по 4-5 години, од Рашела Миздраки правите херој затоа што е невин. Во овој момент е невин. Имате во владата многу министри за кои треба овде да разговараме и да предложите нивно разрешување. Заради секогаш министер, премиер, одговара само за корупција. За ништо друго. Не знам дали некаде во светот, во Европа, во развиениот свет, за нешто друго одговара, или некој скандал од лична природа, за која веднаш се дава оставка. Тоа се причините во Европа, за која ние се трудиме да пајдеме. Уште еднаш ќе повторам, во ниедна европска држава, парламент во овој временски период во ноќта не заседава за вака неважни работи. Не е оваа тема за овие ноќни сати. Имаме
теми за кои треба да разговараме. Многу работи ги тиштат граѓаните на Република Македонија и владата треба за тоа да се грижи. Благодарам. Уште еднаш ви предлагам искрено, повлечете го. Нема потреба. Nikola Micevski,